Повеќегодишниот предводник на Металург Лино Червар ја презеде селекторската позиција во нашиот најдобар сениорски ракометен состав. Ракометната репрезентација по неуспехот во олимписките квалификации остана без предводник. Ивица Обрван ја напушти позицијата. Ракометната федерација, откако го преживеа турбулентниот период околу заминувањето на председателот Живко Мукаетов, се впушти во акцијата барање нов селектор. Формално правно, РФМ ја испочитува процедурата на распишување конкурс и селектирање на најдобриот кандидат преку комисија. Сепак, она што беше и повеќе од јавна тајна беше дека Федерацијата сака да го постави Лино Червар на селекторската позиција. Секако исходот е веќе познат. Сега во пресрет на јунскиот бараж двомеч со Чешка за пласман на следното светско првенство, Червар треба да го собере националниот тим и заедно да донесат продолжување на настапите на големите надпреварувања. Во следните 50 на минути во интервјута со Лино Червар се обидовме да добиеме одговори на неколку клучни прашања. Зошто Червар, кој беше во игра и неколку пати претходно, сега реши да ја преземе репрезентацијата и зошто вели дека сега е најтешко? Како ќе соработува со играчите со кои има историја, и добра и лоша? Што всушност значи неговата најавена функција како координатор на сите селекции и се разбира, што ново ќе внесе во националниот тим и до каде смета дека може да го одведе. Останете во продолжение да го проследите интервјуто со новиот селектор на ракометната репрезентација Лино Червар. Неколку дена по именувањето на селекторската позиција на македонската машка ракометна репрезентација во спортското студио на телевизија Нова ќе разговараме со новиот селектор Лино Червар. Добро дојдовте на програмата на телевизија Нова. Неколку дена веќе сте официјално на селекторската позиција на македонската машка ракометна репрезентација. Како сега по неколку дена од постигнувањето договорот гледате на одлуката да се нафатите на оваа работа? Размишлio sam o tome. To nije bila laka odluka. I mnogi su se začudili zašto baš u tom trenutku kada nije bajna situacija, jer nije se ispunio san olimpijskih igara za Rio i kratko je vrijeme da za cijele rane, tako da atmosfera isto nije baš idealna, idilična. Ali to je ono u meni, da kad je teško, to je meni zapravo izazov. Da napravim nešto, da pomognem rukometnu reprezentaciju Makedonije, da pokušamo vratiti raspoloženje, da postignemo rezultat i da se plasiramo na svjetsko prvenstvo u Francusku 2017. godine. Znam da je to jako teško sada, jer vrijeme nije moj saveznik, nije sve u mojim rukama. Najviše je odgovornost, da tako kažemo, je od izbornika, ali još više od igrača koji su doveli takvu situaciju. Ali mislim da i pozitivno želim misliti, ako zajedno i ja, igrači, i RFM, i svi oni koji će biti oko mene, od stručnog stožera, od ljudi koji će raditi oko reprezentacije, koji će voditi logistiku, a dakle, ako svi budemo djelovali ko jedan, onda mislim da ipak postoji šansa da idemo na svjetsko prvenstvo. Tada, kroz to vrijeme do svjetskog prvenstva, onda bi sigurno i moja vizija i moja ideja bila mnogo jasnija i bi imao mogućnosti da ostvarim ono što mislim da bi trebalo u ovom času napraviti u makedonskom rukometu. Предпоставувам дека знаете дека не е тајна, дека вашето име, буквално од вашето доаѓање во Македонија пред неколку години, постојано се провлекува околу селекторската позиција во машката ракометна репрезентација. Вие бевте актуелен како можен селектор и кога беше именуван Звонко Шундовски, па потоа и во периодот кога беше именуван вашиот предходник, сонародникот Ивица Обрван. Зошто проценивте дека овој период да се нафатите е подобро отколку во тие предходни два периоди? И дали е сега потешко и зошто, ако е така? Da, dobro ste rekli, sad je poteško, sve teže nego prije, jer je situacija malo drugačija, ali osnovni razlog
zašto je to tako bilo. Prvo mi je žao, mislim da je bio jedan određeni nesporazum. Jer ja sam rekao, isto je bilo u tijeku kvalifikacija, to meni ponude da to preuzmem. Ja sam rekao da nije lako sa mnom lako raditi. Ja imam svoje stavove gdje sam mislio, ako se ja upletem tada, da mogu narušiti možda dobru atmosferu u reprezentaciji. Zato što ja malo drugačije vidim vođenje reprezentacije. Vidim sasvim drugačije nego voditi klub. Voditi reprezentaciju je jedno, a voditi klub je drugo. I ja sam mislio da u reprezentaciji možda bi te odnose koje već dugo godina vladaju da bi ja poremetio i to je loše. I tako da sam rekao možda nije moment. A ovo sada je jedan drugi razlog zašto sam prihvatio. Teže je, to znam, to je opet meni neki izazov. A drugo, nekako sam se osjećao isto odgovornim da i ja pomognem. Jer Metalurg je uvijek dao većinu reprezentativaca. Metalurg je makedonski koncept. Vidi se to, pogledajte, Metalurg je osvojio ove godine i prvenstvo juniora i kadeta, najviše reprezentativaca da kad uzmemo u obzir oni igrači koji su bili u Metalurgu, pa sad su išli po Europi. Dakle, mislio sam da možda u ovom trenutku se od mene očekuje da ja interveniram i da pokušam sad kada smo ostali bez izbornika, da preuzmem tu odgovornost, što naravno nije lako. Вие и на промотивната пресконференција потенциравте неколку пати дека инсистирате на колективен дух во репрезентацијата, дека тоа е вашиот концепт кој мислите дека ќе има ефект. Меѓутоа, за македонската репрезентација е познато дека веќе повеќе години наназад има една голема звезда, околу која во најголем дел се вртат сите работи во националниот тим, па и успесите, па и неуспесите, се што направила репрезентацијата, најчесто се поврзува најмногу со името на Кира Лазаров. Ние сега имаме и други репрезентативци кои стануваат сериозни звезди од аспект затоа што потпишуваат за големи клубови, како што е и голманот Борко Ристовски, кој ќе му биде клубски колега на Лазаров во Барселона, па и Дејан Манасков ќе оди во Рајн-Некар. Тоа се веќе сериозни клубови, каде што имаме играчи кои со меѓународно искуство, меѓутоа се враќам на она. Имаме ние една голема звезда во репрезентацијата. Како ќе го спроведете вашиот концепт? Pa prvo, što moram reći da je jedan broj 1 ili 2 ili 3, je mnogo manji broj od 20. I ne treba biti jako mudar i zaključiti da u sinergiji, u zajedništvu, 3-4 zvezde koje jesu, sa još 15 igrača i 14 igrača, mogu poviše napraviti. Dakle, ovo treba da se razbire, da se razumije da tim neće ništa uzeti od one zvijezde. Zvijezda će uvijek ostati, ali u funkciji tima. Dakle, ja ovako sam razumio i ja sam imao zvijezde u reprezentaciji kao što je Balić, kao što je Metičić, kao što je Džomba, kao što je Lacković, kao što je Vori, puno zvijezda. Ali na kraju su razumjeli da nisam ništa uzeo od njihove individualnosti. Kiro je bio prvi igrač kojeg sam ja trenirao kad išao u inozemstvo u Zagreb. Za mene Kiro je jedan, jako se radi u sportu, jedan po meni ministar vanjskih poslova. Jedan glasnogovornik pravi makedonski. Ne samo sporta, i po njegovom ponašanju, i po uspjesima koje Kiro ima. Tako da Kiro je jedan čovjek kojeg jako počitujem, poštujem i kao igrača i kao čovjeka. I ništa njemu neće biti oduzeto da Kiro će uvijek moći igrati onako kako najbolje zna. Jednako tako bi se moglo reći za neke druge igrače koji nas susreću, i ja sam jako zadovoljan, da su dokazali i u europskim razmjerima da mogu igrati u velikim klubovima. Samo ste rekla, Ristovski u Barceloni, Leven sada očekuje Manaskova, u Veclaru je i Mirkulovski. I sada, eto i dobro se pokazao u Francuskoj i mali Georgijevski i Jonovski u Bergišeru. Znači, ništa je njima neće uzeti. Samo mislim, ako zajednički smo jači, ako još, ja ne bih volio da čujem
da je raskol u reprezentaciji, što se pričalo ja niti nisam policajac, niti ne želim to otkrivati. I početu vam i sve rezultate koji su do sada napravljeni, kao i selektore. Znači ja nisam došao ovdje da se nadmećem s nekim i da imam neprijatelja. Ja sam došao kao prijatelj Makedonije. Ja volim taj narod, volim sport, rukomet je moj život, to me ispunjava. Ja želim napraviti i sprovesti moju ideju koja mi je donijela puno rezultata. Posebno na reprezentativnoj razini. Dakle, ja bih želio da moje iskustvo koje mi kazuje da tim je najvažniji. Jer što je tim? Tim je briga za drugoga. Tim je prijateljstvo. Tim je odraz raspoloženja u timu. Tim je jako važan. Danas u svijetu imamo puno kvalitetnih pojedinaca. Pa tako onaj poznati Hall of Fame. Ali ja mislim, kao što sam rekao u Krakovu na mojem predavanju, da imamo sve manje uspješnih timova. I to nam nedostaje. Ne samo u rukometu, ne samo kad je u pitanju u Makedoniji, nego u svijetu. Sve manje timova imamo, sve više pojedinaca. I to je možda jedan od razloga zašto je sve veća kriza. I financijska, i po pitanju terorizma, i po pitanju klime, klimatskih promjena. Tako da mislim da je svijetu potreban tim ljudi koji nešto razumije, koji je kompetentan, koji hoće, koji ima volju da nešto napravi. Tako je u našem sportu i u rukometu. I tako vidim i makedonsku reprezentaciju. Vidite, ako pogledate zadnje vrijeme, pa ko je napravio najveća sportska iznenađenja kolektivna trenutno u Europi? Timovi. Leicester. Prvak Premier lige. Pa gdje god čitate, Claudio Ranieri i svi govore da tim je pobedio. Ali u tom timu su bila dva vrhunska igrača koji su sad dobili veliku cijenu na transferima. Dakle, ništa nije oduzeto od pojedinca, da se njemu neka vrijednost uzela. Ne, on povećava svoju vrijednost. Dakle, svi naši igrači, ako budemo imali jači tim, imat ćemo veće uspjehe, nacionalne, a i njihova cijena će biti veća. Vidite, Dinamo Bukurešt u rukometu, u Ligi prvaka. Ko je na njega se kladio? Nitko. Ko ne na Leicester? Nitko. Svi su mislili Džer, budućnost, Vardar. Eto, Bukurešt. Ko se kladio na zadnjem evropskom prvenstvu u Krakovu, na njemačku reprezentaciju, koja je igrala sa apsolutno second hand igračima, znači iz drugog ešalona. Jer kad govorim ešalona, jer to su bili ključni igrači, 70% igrača prvaka Europe, njemačke reprezentacije, su bili iz klubova ne toliko poznati. Gumbersbacha, Ballingena, Wetzlera, Hanovera. Dakle, oni su bili prvi. I kad su ih hvalili, sjećam se, prije odlaska kod Merkelice, novinari, znate kako danas, svi se ubacuju u vlak pobjednika. Oni su onda najbolji. I sad su im tepali, podilazili, vi ste odlični, fenomenalni i tako dalje. Onda se jedan igrač javio i rekao novinar, dobro, sve je okej, nemojmo sad pretjerivati. Vi niste nas vjerovali, budimo objektivni. Niste vjerovali. Nije bilo Uwea Genshajmera, Grecki se povredio, Weinhold se povredio, Dizinger se povredio i vi ste već mislili da ćemo biti zadnji. A nije tako bilo. Bili smo prvi. Pa iz mog iskustva, ja sam uz reprezentaciju Hrvatske 2002. koja je bila zadnja u Europi, iza Izraela. Čak i iza Izraela. I što? U godinu i 6 mjeseci postali smo svjetski prvaci i olimpijski pobjednici. Što nema u Guinnessovoj knjizi u kolektivnim sportovima. Prema tome, to nije garancija opet da će mi tako biti. Ali čovjek uči iz iskustva, posebno onog dobrog iskustva. Kad su kod nas, jednoga dobrog igrača vaterpola pitali recite nam razlog, kako ste vi to osvojili 2002. na olimpijskim igrama u Londonu, zlatnu medalju? Onda je on rekao, da, osvojili smo, kako su vam bili fantastični suigrači. Zato ste i osvojili vjerojatno. On kaže, ne. Ja sam osvojio, odnosno ja sam isto bio dio tima, osvojio sam zlatnu medalju zato što sam igrao prije svega sa prijateljima. Prijatelji. Mi smo kao prijatelji pobjedili. Znači,
Mi moramo razinu reprezentacije, neovisno ko je kakvog mentaliteta, ko je kakvog odgoja, moramo razumjeti da kad smo na istom poslu, onda zaista smo prijatelji. Jer jedno prijatelj će ti pomoći u nevolji. Dakle, vrijeme je altruizma, da mislimo i o drugome, ne samo o sebi. Znači, prvo trebamo razmišljati o reprezentaciji, a onda o svojim interesima. Onda će biti rezultat. Предпоставувам дека сте свесни дека не може да се избегнат прашањата од типот дека голем дел од репрезентативците беа ваши играчи во периодот кога имавте најголеми успеси со Металург, меѓутоа и кога му се случи оној непосакуван крах на клубот од финансиски аспект да потенцирам и кога играчите во голем дел си замина. Има и дел од репрезентативците кои исто така беа дел од Металург па си заминува. Свесни сте дека тоа може да најде на некакви реакции, зборувам конкретно кај репрезентативците. Мислите ли дека тоа може да се надмине? Čujte, dvije stvari bih rekao. Ja sam djevica, bicajzla i analitičar veliki. Ja se sjećam da je bila jedna anketa oko 2000 nešto ispitanika u Makedoniji. Ljudi apsolutno meni nisu smatrali krivcem. I danas, kao što sam onda rekao, ne osjećam se u ničemu kriv, u ničemu, ali jednostavno, i rekao sam, možda u nekim trenucima sam razumio te igrače. Zašto? Zato, znate kako je, nisu svi igrači sa 17, 18, 19, 20 godina. Ima ljudi koji su u zrelim godinama, koji imaju djecu, znate kako je. Danas je borba svagdje, kod nas u Hrvatskoj svagdje za život, za egzistenciju. I onda čovjek računa, trebam dobiti toliko, pa ne dobije drugi mjesec. Ja, čujte, svašta je, nije to jedan osamljen slučaj. Ali opet, ja bih želio i tu pogledati, ja bar, i pozitivno da gledam. Mislim, ono što ste vi prije rekli, ja ih jako počituvam, jer ti igrači koji su otišli, a skoro su svi otišli, 24 igrača, su jednako tako puno dali za rukomet i za naš klub i postigli su velike rezultate. Ja se sjećam 2009. kad smo mi došli. Metalurg nije niko znao za Metalurg. Metalurg je kroz to vrijeme, ne samo što je 7 titula osvojio, nego Metalurg je što kupa, što prvenstva, nego Metalurg je možda jedina ekipa trenutno u Europi koja je iz kvalifikacija 2 puta došla na isto mjesto kao Vardar sada, kao Zagreb u četvrtfinalu Lige prvaka, što nije za podcjenjivanje. Metalurg, ne samo to, nego tih godina 4., 5., odnosno 3. Metalurg je bio najbolja ekipa Istočne Europe. To niko ne može da obori. Dalje, Metalurg je prvi, ako se sjećate dobro, punio dvoranu Boris Trajkovski sa 8000 ljudi. Nije neskromno reći da je na određeni način, ako treba i skromno ću reći, da je Metalurg pomogao i dao doprinos i razvoju reprezentacije i rukometa u Makedoniji. Metalurg, Ujedinko klub. I još nešto moram da pohvalim Metalurg, da je kod nas bilo od prvog dana i od vodstva kluba i gospodina Minča Jordanova da se orijentiramo na makedonski koncept. Mislim da je tu napravljena jedna dobra radna etika u tom klubu, iako radi o nemjerljivo slabim okolnostima, uvjetima nego mnogo drugi klubovi. Ne samo tu da neću se s nikim usporediti, jer ja kažem počitujem svaki klub. To je bez rasprave. Dakle, znam to, ali mislim da u ovom slučaju se ne igra zbog mene. Jer to je bilo tragično da se igra zbog mene. Igra se zbog države Makedonije. Ja sam rekao, igrač koji obuče dres sa državnim grbom je Makedonija. Ne samo rukometna, Makedonija. Jer svi koji nastupaju, bilo koja reprezentacija u svijetu pod imenom države Makedonije, to je zapravo jedna promocija jedne države. Zapravo to je jedno ogledalo kulture tog naroda, života tih ljudi, ali svih ljudi Makedonije. Ne samo
oni koji su uspješni, koji su bogati, koji su zdravi. Ne. Oni prezentiraju i promoviraju svakog građanina Makedonije bez obzira na nacionalnost, bez obzira na vjeru, bez obzira na svjetonazor, bez obzira da li bili bogati, siromašni, bolesni, napušteni. Za sve Makedonce se igra. Prema tome, bilo bi tragično da se igra zbog jednog čovjeka. Iako imam ja taj putovnicu, iako sam ponosan sa pasošom makedonskim i volim te ljude iznimno, i mislim da ako se slažete sa mnom, pratio sam utakmice makedonske reprezentacije, pa ne samo sada rukometne, i prije i košarkaške, kad su 4. mjesto osvojili, što sam ja isto ovako bio, nisam ostao ravnodušni kad sam to gledao, nego sam bio uzbuđen, bio sam jako zadovoljan. Tako i ljudi kad gledaju hrvatsku reprezentaciju, pogledajte makedonsku reprezentaciju, gledajte koliko ljudi dolazi gledati van zemlje, falanga ta poznata i tako dalje, to navijanje, ali iskreno, mislim da može uspjeh, posebno u sportu, da da doprinos zajedništvu, jedinstvu jedne zemlje. A to je jako važno. To je daje onaj trenutak zadovoljstva. A kada čovjek ima svaki dan i briže i probleme i bori se sam sa sobom i sa drugima, dati mu zadovoljstvo, mislim da je to obaveza i najljepša stvar. I zato ponovno ponavljam i nikada se neću umoriti kada kažem nastupati za državnu reprezentaciju Makedonije je apsolutno najveći sportski uspjeh iznad svih, dakle iznad svih klupskih uspjeha. Ne postoji nijedan klupski uspjeh koji može biti veći od nastupati za državnu reprezentaciju svoje domovine, svoje tatkovine. To je za mene top. Ќе ве вратам на по-конкретни ракометни теми. Вие дефинитивно сте следеле ракометната репрезентација. Знаете како отприлика сме играле со последниот селектор, со пред тој предходно, каков систем на игра има македонската ракометна репрезентација, на кои клучни играчи се подпира и така натаму. Што вие ќе менувате? Каква разлика ќе направите во она како е поставена нашата репрезентација на терен за да бидеме подобри? Pa iskreno da vam kažem, sada što smo se složili, nemam mogućnosti da to sad napravim za taj baraž, za te dvije utakmice. Da, vije spominavte дека нема да правите радикални... Ali sigurno u Francuskoj ćemo vidjeti jednu drugu Makedoniju, bar ću pokušati sad, ali ću uspjeti, to ne može niko garantirati. Ali vjerujem to što radim, pozitivno promišljam, imam ideju, imam viziju kako to napraviti, a to bi značilo da maksimalno iskoristim potencijal koji imamo, postojećih igrača koji su nosili i reprezentaciju, a vjerojatno će je pomagati u narednom periodu. Biće zapravo jedan, ja bih tako rekao, jedna kemija, jedan mozaik između iskusnih igrača i nekih novih koji će uvesti igrača mlađih ili igrača koji možda su i novi, koji će dati još dodatnu snagu reprezentacije, mislim po pitanju entuzijazma, vidim po strasti, to je jedno emocionalno gorivo koje čovjeka gura napred, koji pozitivno truje sve ostale, razumijete? Jer uvijek treba malo osvježenja, uvijek treba selekcija, otvoreni proces. To nije zatvorena kutija da je ovo dok igramo do penzije. Nema toga. Znači, uvijek se traže, uvijek je potraga za još boljim ljudima. A nikome ne piše na čelu kakav je. Zato ga trebaš tražiti kao ljubav. Tražiš novoga, onda si jači. Tako da očekujem, odnosno priželjkujem da u tom smislu ću raditi, da pokušam unijeti još malo atraktivniju igru, još malo pobržu igru. Naravno, sad nije to lako. Ja se moram boriti za svoju ideju, za svoju igru i tako dalje. I u Hrvatskoj sam imao jako otpora. Ono što se prije govorilo o mojim igračima, da li moj sukob, neka bi ja vidio, i to sam izjavio u novinama, da se mene ne bi slijedilo, onda ne bi ja bio od onih trenera koji će reći, idemo dalje. Nema dalje. Znači, ja nisam onda za to. Razumijete? Tako da, da, inzistiram da se u mene vjeruje. Jer čovjek koji ne vjeruje, onda ne može niti igrati. Znači, sustav je taj koji je vrlo bitan i moramo se svi potruditi da to slijedimo. To je ideja trenera, to je nešto što nosi rezultat.
To su te, znaš, inače još nešto moram reći. Da, ja znam da se svi bore u životu na svim poljima. Što je loše, status quo, komfort stanje. Nema promjena. Pa samo promjenom se dolazi do rezultata. Kad govorimo o promjenama, to su navike. Treba mijenjati malo navike. Joj, kad čujemo ono, da mi igrač kaže, joj, imam ja Lino već 30 godina, star sam ja da mijenjam. Star si da mijenjaš. Pa čovjek mora mijenjati dok je živ. Znači, stare navike su kočnica učenju, kočnica napretku, razvoju. Dakle, uvijek trebamo tražiti nešto promjene. Promjene, ta kreativnost, ta inovativnost u poslu, u bilo kojem poslu nosi naprijed. I to ću pokušati prenijeti na igrače da kad dođemo, ako dođemo u Francusku ili poslije u Hrvatsku na Europsko prvenstvo, daj Bože, da kažu, ovo je Makedonija, malo drugačije. To mi je recimo motiv. Znači, kako bi motiv ja imao? Nikakav. A onda to može drugi da rade. Долго се зборува за тоа е како некаква мистерија во ракометната репрезентација дека сега ние треба да се подмладуваме. Претпоставувам дека тоа толку што се најавува, тоа фамозно подмладување, тргнува од стравот дека кога ќе ја снема оваа генерација предводена од Кирил Лазаров, дека може да настане погром. И зборувам за впечатокот на јавноста. Од таму тргнува тоа. Како ќе го спроведувате подмладувањето? Што значи тоа всушност помладување, бидејќи многу спортисти во разговор ми велат нема тоа млади стари играчи. Има добар или играч кој е во форма, кој игра добро или кој не е. Како е според вас? To moram jedan intervju prepričati koji sam čitao nedavno. Neka motla Albanija, neka Taljanka, 103 godine. I došli su novinari koji vi intervjuje rade i kaže, kad ćete u penziju? A ona kaže, nikad. Kaže, kako, 103 godine? Pa nećete u penziju? Da, neću u penziju. A on kaže, dobro, onda recite mi, koja je razlika? Kako vi u mozgu se osjećate sada sa 103 godine, kako promišljate? I u čemu je razlika kad ste imali 25 godina? Ona kaže, pa nikakva. Razlika je samo u borama koje imam, fizički. A ja točno, čovjek gubi neurone, te stanice živčane, ali ja ih regeneriram, stalno učim, stalno se usavršavam. Sutra moram ići u Afriku nešto raditi sa kognitivnim sposobnostima onih žena, tako dalje. Kaže, sutra na put, da, sutra je na put. I onda on se čudi tome, sve mu rekla, pa čujte, ja sam na tome dobila Nobelovu nagradu 1986. godine. Ona je neuroznanstvenik. Prema tome, to je moja domena. To čovjek može stalno napredovati, kao što sam prije rekao, mijenjati navike, usavršavati se, ulagati u sebe. Da, slažem se sa jednom stvari što ste rekli, da to je ovako malo ružna podjela, stari i mladi. Nisam ja za to. Ja sam mislim dobrim godinama. Ali ja se osjećam mlad. Ja slijedim Steve Jobsa. Steve Jobs je rekao, pokojni, da čovjek mora ostati vječno mlad. Ali da bi bio vječno mlad, mora biti znatiželjan. Hvala Bogu, to jesam. Uvijek želim vidjeti šta se događa iza drugog brda. Znatiželjan, strašno. Mada danas je sistem da urežu noge ako hoćeš previše vidjeti daleko. Drugo, da moram biti djetinjast. Jesam. Meni žena kaže da sam veliko dijete. To ti je, dobro, Amerikanci još kažu, još treća stvar koju ne smiješ pitati koliko imaš novaca. To isto. Ali slažem se sa vama da je to malo kruto. To ne volim takvu podjelu. Radi se o jednoj kemiji što sam prije rekao, da iskustvo i mladost, pa kućeš bolju kombinaciju. Znači, imam i iskusnije igrače, daj Bože da igraju i da su uvijek ambiciozni, jer čovjek je mlad koliko je ambiciozan. Razumijete? Znači, ako oni i dalje žele, gladni su pobjeda, žele još bolji da budu, dobrodošli, niko ih neće otjerati. A još hoćemo mlade, ne zato da bih mi ih potjerali, nego da nam daju još, nama koji smo mladi, recimo, mladi iskusni, da nam daju još više tog entuzijazma. Entuzijazam je nešto što se prenaša na sve, na suigrače, na publiku, na one koji te gledaju. To je fantastično vidjeti kad je jedna ekipa onako uvijek mladenački, raspoložena, borbena, željna pobjede,
kada caruje zajedništvo, kada vidiš da su prijatelji velike, kad ginu jedan za... Pa što ćeš bolje? A ne bi to, slažem se s vama, ne bi tu podijel, ne postoji ni kod mene to. Stvarno što kažeš. Igraju oni koji su dobri, koji se osjećaju mladi, a da to mogu pružiti. Zašto ih tjerati? To je glupost. Znači, ne trebaju se bojati ovi koji se boje za svoju sudbinu. Ako imaju u njima još vatre, iskre, a mora biti, ako može u onoj Montalbani, gospođi, u 103 godine, onda mogu oni igrati još dugo. На вашата промоција беше споменато дека вие ќе имате и малку поширока функција воопшто во ракометните... Координатор мало. Координатор, така. Меѓутоа, моето прашање е ова. Дали тоа не е малку одвлекување на вашето внимание со оглед на критичната ситуација, состојба, критичниот момент, да речам, не е тоа критична состојба, но критичен момент во кој се наоѓа сениорската репрезентација, која сепак треба да биде вашиот фокус. Расплинување на вниманието на младинските репрезентации. Da, dobro ste to rekli. Pa ja mislim da i gospodin predsjednik Živko Mukajetov, vodstvo ovoga Rukometne federacije Makedonije zna to. I da, dobro da se to malo objasni. To ne znači da ću ja sad biti tamo dan i noć angažiran. Ja ću to pratiti, ali sigurno fokus mog interesa i fokus pažnje će biti prema seniorskoj rukometnoj reprezentaciji, a kad govorimo o koordinatoru, ono je čisto to je sve jedna obitelj, pratimo kako se razvijaju i te igrači, mogu i dati neke informacije, mogu koordinati u smislu da ipak ne uzimam i tim trenerima i svima tu autonomnost i tako dalje, ali sigurno je logično da ja to pratim i tako dalje. Ali sigurno je i to što ste rekli, i slažem se s time da će biti ipak moj prvenstveni posao da vodim brigu o našoj muškoj rukometnoj reprezentaciji, jer sve se radi za nju zapravo. I ti kadeti, i ti juniori, i te silne selekcije, i ti akademije i tako dalje, radimo da bismo imali uvijek jednu generaciju seniora reprezentacije Makedonije koja će promovirati rukomet, sportsku Makedoniju i opće državu Makedoniju u svijetu. Pretpostavувам дека многу ви е јасно дека овде спортските успеси и неуспеси и особено на ракометната репрезентација во Македонија се доживуваат како прашање на живот и смрт. Така беше со олимпискиот квалификацијски турнир кој видовме дека беше резултатски неуспешен, меѓутоа силно удри и по впечатокот на јавноста, а и репрезентативците кај нас, меѓутоа и ние новинарите многу интимно влегуваме во настапите на ракометната репрезентација особено, и тоа е сега или ќе не биде или готово, нема да не биде и крај ќе биде све тоа погреб. Свесни сте дека, ова го зборувам од аспект на тоа дека сте свесни дека ако не се помине баражот со Чешка, дека исто така ќе биде дочекано како што беше дочекан неуспехот во Гдајнск, каде што велам и ракометните репрезентативци беа буквално срозени и со солзи во очите. Можете да замислите како било дочекано во јавност. Da. S tim da se ja sa mnogo ovo što ste rekli baš ne bi složio. Moram reći. Pa ja ne bojim se nikoga. Ni rezultata, ni pobjede, ni poraza. Znate kad je čovjek poražen? Samo u jednom trenutku. Ja znam vrlo dobro da na jugu, tu u ovim krajevima, Grčku, ovdje, to je zgubiti utakmicu, dobro ste rekli, pad svijeta. Ali, vidite što je važno. Svako ima svoj stil, svako ima svoje gledanje i tako dalje. Ja nemam nikad šta izgubiti, jer ispunio sam sve svoje dječačke snove. Biti svjetskim prvakom, olimpijskim pobjednikom, biti 2 puta viceprvak svijeta, biti 2 puta viceprvak Europe, osvajač svjetskog kupa, 22 titule osvojio. Po čemu bi ja trebao se bojati nekoga? Nekima će treba 10 života da bi to postigli. Ja sam zahvalan Bogu koji mi je dao tu sreću, igračima koje sam ja vodio. Njima mogu biti zahvalan. Ali nisam od onih koji se boje izazova. Što želim reći? Prvo ja. Kada mi ne bismo, a opet govorim da će tu glavnu riječ imati igrači ovaj puta. Zašto? Onda se znači smatra da ja mogu za 72 sata biti čarobnjak i čudo napraviti. Ja mislim da se to ne može. Da igrači su još uvijek sposobni,
po meni, da pobjede i da idu na svjetsko prvenstvo, jer imaju ogroman motiv. Oni se prvi moraju opravdati za te san koji je propao. A što se tiče plakanja, suza i ne, ja bih samo to rekao, da ja sam pobjeđen samo onda ako me protivnik pobjedi u borbenosti. Prije svega. Jer ako moja želba, moja volja je niska razina, a ovaj protivnik top u volji, sve bi, onda nemamo šta pričati. To je poraz. A nekad čovjek može dati sve od sebe i dobro igrati. A sreća je isto dio igre. Sreća je isto ko zdravlje. Isto odlučuje. Nemojte misliti da nema sreće. Ima sreće itekako. I da ne govorimo i suci i bla, bla, bla. Ali ono što je za mene bitno, da igrači daju sve od sebe. Maksimalno. Da je ovo, ipak, oni su ti koji su najzaslužniji i oni su toliko dobrih utakmica dali da ja mislim, a znaju o čemu je stvar, da će naša reprezentacija na tim dve utakmice dati sve od sebe. A ako bi ja vidio da zaista nismo ništa pružili, nismo zajedno, pa onda ni mene ne trebaju. Onda meni ne treba reći neko koje posljedice. Pa ja sam ću reći da ne trebam ja to raditi, da možda neko drugi to radi. Znači, to samo se radi o odgovornosti. Mi nismo naučili da se nosimo sa odgovornosti. Odgovornost je najveći nedostatak ovog društva. Ne samo tu, na Balkanu, posebno na ovim krajevima. Svi su krivi, samo ja nisam kriv. To je slogan, najjači. A nije to tako. Svi moramo, i djecu kad učimo od malena, moramo ih učiti da budu slobodni, da se ne boje, da je demokracija vlada, ali je odgovornost za posao koji obavljaš. Kad bi to bilo na svim razinama, eto, počeo od mene kod trenera, pa do igrača, pa do ljudi koji su logistika, pa i saveza, onda mislim da bi bilo puno bolje. Eto opet ono, korist meni sada, potvrda moje teze, da svi zajedno moramo dati maksimum, onda bude i rezultat. Ako svako vuče na svoju stranu, nikakav rezultat. Ni u rukometu, ni u nogometu, ni u košarci, ni nigdje. Ja vam govorim iz osobnog iskustva. Prema tome, to je to što mora biti. Mislim da nije zaslužan jedan čovjek kad se pobjedi. Tim mora pobjediti. Svi su važni. Vidite, ima puno ljudi koji su zaslužni, a nalazi se iza pozornice. Niko ne vidi. Vi kao novinarka uopće ih ne primjećujete. A oni su isto dali svoj doprinos da se pobedi utakmica. I tu su i doktori, fizioterapeuti i svi drugi koji obnašaju puno tehničkih poslova i tako dalje. Tako da malo su se smijali u Hrvatskoj kad sam ja, a tu će biti isto tako. Sad ne, jer nemam vremena, ali sam rekao poslije, daj Bože da to sve kako treba ide. Došao sam pred savez i onda sam rekao, onda su tražili stručni stožer. Bilo je više ljudi u stožeru nego igrača. Imali smo 18 ljudi, a 16 je igralo. Ali nisu svi sve radili. Svaki svoj posao radio. I sve to štimalo. I do današnjeg dana Hrvatska rukometna reprezentacija, kao vidim sada i Makedonija, ide čarterom. Vozi najviše kofera, najviše onih ležajki za masiranje, najviše logistike, ali su ostali velesila rukometna. Tako da ja sam za organizaciju, dobru organizaciju, gdje se zna ko upravlja, ko osmišlja, ko vodu nosi, znači da se svako zna ko šta radi. Onda je to dobra stvar. Ko u obitelji. Ako znamo ko šta radi, onda dobro ide. Kao u bilo kojem poslu, organizacija za mene number one. Вие имате договор со ракометната федерација и со председателот Живко Мукајтов на еден 4-годишен циклус на работа во репрезентацијата. Меѓутоа, вие сигурно имате визија и за малку порано од тие 4 години и како ја гледате македонската ракометна репрезентација за 2 години од денеска? Какво замислувате дека ќе биде и какви резултати ќе има? Pa da. Nisam još tako mlad, da imam 20 godina, da imam puno vremena ispred sebe. Pa tako sam se potrudio da u članku 2, da bi izbjegao ono pitanje što ste prije rekli, da naravno i tako treba da bude,
da može i RFM da u slučaju ne znam kojih razloga može otkazati ugovor. Ali ja sam insistirao da piše i ja mogu otkazati. Tako da smo ravnopravni. Zašto govorim? Zato što je sa mnom teško raditi. Ja hoću puno. Ja hoću rezultat. Ja bih htio da Makedonija u tom vremenu što prije može da se bori za medalju. Neko će reći, pa to su iluzije. Pa meni su u mojoj početku karijere rekli da sam lud. Jer sam htio neko mjesto od 1000 stanovnika da uvedem u prvu ligu. To sam baš rekao u Umagu sad na seminaru trenera gdje sam bio u nedjelju. Da se mogu pohvaliti da ondašnjoj Jugoslaviji, gdje je imala najjači rukomet klubski, za jedan gol, jedno mjesto od 1300 stanovnika, nisam uveo u drugu ligu. Da sam uzeo grad Umag sa 8000 stanovnika iz 5. lige, uveo svaku godinu jedno natjecanje gore, tako sam počeo karijeru i uveo u Jugoslavensku prvu rukometnu ligu i sjećam se utakmice gdje smo igrali sa Pelisterom, gdje je Pepi Manasko igrao, Jusufovski igrao, onda Mali Čurlevski koji je umro, pa Zečević, pa Šuman, pa ovo su igrali. Znači, ja se mogu ponositi. Ljudi misle da sam samo trener za Gradsko. Pa ja sam ponosni još možda što sam radio u malom mjestu. Pa u malom mjestu ti napravi, ne s Real Madridom i Barcelonom. Tuči se ti. Ja se sjećam da Zagreb imao 12 reprezentativaca u staroj Jugoslaviji. Prvaci Jugoslavije bili. Jedan njihov poznat, danas jedan glavni čovjek iza pozornice, mi je telefonirao. Ja sam je trener Umaga. Direktan televizijski prenos na Hrvatskoj televiziji. Ne derbi, nek Zagreb gostuje u Umagu. A važno mu isto bila utakmica. Rekao mi je, zato sam ga poštivao, iako je to nesportski. Rekao je, Lino, izgubit ćeš utakmicu. Moram srediti logistiku da te pobedi. Ja znam zašto. Pa zato što je mojih 12 purgera, Zagrebčana koji igraju, a odlični su igrači, ne mogu u tvojom mjestu dobiti utakmicu. To sam se uvjerio. Kažem zašto? Pa zato što tvoji biju u obrani, oštri su, imaš publiku, u dvoranu stane 1500 ljudi, ali svi znaju rukomet. Tako da je teško suditi uopće tamo. Pritisak izniman je. Tako da unaprijed ti to govorim, da ćeš izgubiti. Jer je tako sređeno da izgubiš. Naravno da ja i kad je sređeno, ćete pobijediti. Utakmicu smo izgubili 16-13, ali njima je najbolji bio čovjek, golman Stojanović iz Beograda, iz Crvene zvezde bio, inače prije toga, branio je za Zagreb i to je bila strašna utakmica gdje smo mi izgubili utakmicu, ali smo se borili do kraja, iako unaprijed smo bili već prežaljeni. Tako da uvijek treba pozitivno razmišljati. Pozitivno i mi isto. Ako nemaš visoke ciljeve, onda, a šta možeš? Borit ćeš se za opstanak, borit ćeš se za zadnja pozicija. Ako imaš visoke ciljeve, ja znam da su se meni smjeli isto tako kad sam uzeo Italiju. Italija je kikiriki, kako ja kažem u rukometu. Tamo, nogomet, košarka, odbojka. Čuj, kažu meni, isto ovo pitanje vaše, kaže mi, trebao sam ići u KONI, Olimpijski komitet, tamo je mnogo jak Olimpijski komitet. To ti je na razini predsjednik Olimpijskog komiteta, ti je na razini ministra. I kaže, idemo, tamo je običaj, kad dobiješ novog izbornika koja sada, da ideš ga predstaviti u Olimpijski komitet i da ga sada pitaju šta, kako, planovi, kovo, što vi mene. I kaže meni, generalni sekretar i predsjednik me vode u Rimu, tamo sam i živio 7 godina, i kaže, kad te budu pitali, ali opalit će ti se svjetlo zeleno, jer tamo ti ne možeš, hijerarhija se poštuje, iznimno. Kod nas je hijerarhija, kod nas se ništa ne poštuje, ni riječ, ni ništa, ne znači ništa. Ali tamo je još uvijek hijerarhija, to je povijest jaka. I kažu, kad te bude pitao koji su naši programi i planovi. I kaže ovako, mi dugoročno radimo. Mi spremamo za 15-20 godina da imamo, još jedan direktor, ovome generalnom sekretar, ja ću ja živjeti toliko? Pitam, a ja sam rekao, pa ja hoću za godinu, dvije nešto da napravim, neću ovako. I tako da smo mi stvarno za nepune 2 godine napravili nešto što nisu 60 godina, da smo se plasirali prvi puta u povijesti na svjetsko prvenstvo u Japan, da smo eliminirali naše učitelje Slovence. I to sa kvalitetnom vrhunskom reprezentacijom. Ta Slovenija je nas eliminirala Hrvatsku, mi smo išli u Sidneji na olimpijske igre. Dakle, sve se može. I tamo smo igrali u grupi smrti. Igrali smo sa svjetskim prvakom Francuskom.
Izgubili smo 2 razlike. Italija, 2 razlike, to je jedva. Onda smo igrali sa Švedskom koji je vice olimpijski prvak bio, prvak Evrope. Mi smo ovdje 6 razlike, izgubili smo 1 razlike, tamo su nam suci pokrali. Norveška je izjednačila u zadnjoj sekundi s nama, sa Italijanima. Tako da smo stavili izvanredan utisak. I svi su bili ovako, svi happy. Ali da sam ja mislio na, što kažeš, nisko da sam ciljao, ja sam ciljao da pobedim prvaka. Šta mi briga, što je? Svi smo isti, evo Leicester. Bori se za ostane. Uvijek govorim ovako, evo, uzmimo najsvježije primjere, mogu uzeti neke druge. Ali, mislim, neovisno kako si mala zemlja, uvijek moraš imati ponos da možeš. To je velika kočnica i u životu i u državi. Uvijek se treba pozitivno misliti da i mi, Makedonci, možemo puno više nego što pružamo i da možemo da se mjerimo i sa mnogo razvijenim zemljama. Nego kod nas i kod nas u Hrvatskoj, uvijek je ova priča. Sve što je strano je bolje. Naša djeca su malo slabija, zaostalija, mi ne možemo, ne bih ja rekao da je to tako. Treba više imati samodoverbe, više samopoštovanja, samouvjerenosti i onda će biti dobro i u sportu i u životu. Na kraj moram da ве прашам каква ќе биде сега судбината на вашиот металург со оглед на обврските кои ќе ги имате со репрезентација или тоа ќе си биде паралелен систем кој вие ќе си го работите? Pa Metalurg je dio mene. Ja sam se ugradio u Metalurg. Meni je Metalurg... Ja se malo šalim, ali pa treba imati ljubavi za tu djecu našu. Pa neka mogu da budu meni oponenti ko hoće. Ja više nemam 20 godina da se ja strašim bilo čega. Ali nema fali hrabrosti. Kod hrabrosti se negdje izgubio. Niko neće da brani istinu. Svi bi rađe išli kod bogatijega. Svi bi, kako bi rekao, onaj koji je moćniji za njega. Svi, uvijek su sirotinju svi tamanili. Mi radimo u uvjetima Metalurg iznimno lošim i nedostojnim jednog sportskog života. S jedne strane imamo med i mlijeko, a s druge strane sirotinju na kraju grada. A to je Metalurg. Gdje nama puše sa svih strana od dvorane, tu i govorim, i neću se umoriti nikada govoriti dokle god nekome ne padne na pamet i da kaže u redu je, radimo i ceste, pločimo ovo, stavimo ovo, a čekaj, pa daj ovu brvnaru sredimo malo, pa daj je malo pofarbamo kako treba, pa daj je malo, ja znam da je gazi baba kikiriki za nekoga, da je to tako, podcjenjivački, sirotinja. Ali i sirotinja ima ponos i dostojanstvo. Dakle, ja šaljem apel, onaj ko sluša to, možda ću vam promovirati vašu televiziju, da se malo se prošetaju do naše dvorane u autokomandi i nek se zapitaju ko je Metalurg. Ja sam ponosan da vodim takav klub. Ja ne mogu se danas žaliti na moj status. Ja u odnosu na mnoge ljude možda i bolje živim, sigurno. Ali sam prošao i vrijeme kad sam gladovao. Znači ja znam što znači nemati, ali znam što znači imati. Ali se nisam promijenio. Ali uvijek su bile moje simpatije malo na slabijem. Uvijek mi je bilo biti na strani slabijeg i pobijediti jačeg. To je meni bio uvijek neki moto. I dan danas moje su simpatije na strani onih koji nemaju sreće, nemaju mogućnosti, nemaju šansu. Šansu nemaju da ostvare nešto u životu. Razumijete? I drago mi je da sam takav i baš me briga što drugi misle. Ali moja simpatija na toj strani i kad me pitate za Metalurg, a Metalurg je dio mene i volim taj klub takav kakav je. I radim sa puno entuzijazma. I to me ispunjava. Господине Червар, ви благодарам што одвоивте време да бидете гостин на програмата на телевизија Нова. Ќе се гледаме секако за многу скоро, за непол месец, кога ќе ви почнат обврските со ракометната репрезентација на Македонија. Благодарам и ja vama što ste došli, da me posjetite, da me saslušate. I možda će to isto biti ovaj poticaj da novu televiziju gledamo još češće. Ви благодарам. Почитувани, ова беше разговорот со Лино Червар, новиот селектор на македонската ракометна репрезентација.
Само подсетување дека македонската ракометна репрезентација во првата половина од јуни ќе го игра бараш двомечот со селекцијата на Чешка за пласман на светското првенство, а селекторот Червар најави дека во најскоро време, уште во текот на предстојнава недела, ќе го објави поширокиот список за повикани репрезентативци. А од ракометната репрезентација се селиме на одбојкарската. Нашите најдобри одбојкари исто така на почетокот на јуни го почнуваат настапот во Европската лига. Тие деновиве се подготвуваа во Маврово. Во тимот на Жарко Ристовски има промени со оглед дека дел од репрезентативците се повлекоа од националната селекција. Репортажата од подготвителниот период на одбојкарите во Маврово ја направи Дамјан Николовски. Во продолжение да погледнеме што тој поразговара со селекторот Жарко Ристовски и со поголем дел од одбојкарските репрезентативци. Македонската одбојкарска репрезентација ја очекува нов предизвик, нов настап во Европската лига и се надеваме повторување на минатогодишниот успех и освојувањето на второто место, но секако за тоа се потребни добри подготовки, добро техничко подготвување, но и физичко и секако надминување на сите проблеми со кои што се соочува нашата одбојкарска репрезентација, како во рамките на подготовките, така и од повлекувањето на дел од репрезентативците и носителите на играта. Подготовките во овие моменти се одвиваат во Маврова, во следната недела продолжуваат во Скопје. За тоа како се одвиваат, како течат сите настани поврзани со тренизите на нашата најсилна одбојкарска машка репрезентација, разговараме со нашиот селектор. Жарко, добре дојде и благодариме на тоа што не примивте. Да, па добро. Од пред 5 дена македонската одбојкарска репрезентација се наоѓа, како што и вие кажавте, во Маврово. Од 16 од понеделникот ги започнавме подготовките тука. За овие подготовки беа повикани 16 репрезентативци, од кои што на првиот ден се јавија 10 репрезентативци, додека во текот на вчерашниот ден, со доаѓањето на Симовски и на Никола Ѓоргиев, може да се каже дека ја комплетиравме нашата репрезентација. Инаку што се однесува до овој дел од подготовките, ќе биде комбиниран тренажниот процес тука во Маврово, каде што ќе пробаме да ги укомпонираме, значи физичката подготовка заедно со техничко тактичката. Имаме негде од прилика околу 20 дена да се подготвиме и ете во третото наше учество во Европската лига повторно да повториме некои од минатогодишните резултати. Како што и сами споменавте пред малку, во овие моменти се соочуваме со играчки дефицит, поточно ако се вратиме 2 години наназад, до сега имаме 6 репрезентативци кои што нема да бидат дел од оваа репрезентација, меѓутоа што е тука е. Затоа на нивно место повикавме неколку млади репрезентативци, што всушност ќе представува и нивно прво учество во репрезентацијата, а со самото тоа и ја подмладуваме, значи истата, заедно во некоја блиска иднина, токму тие да бидат и наши носители. Како досега течеа подготовките? Колку одбојкарите се желни за повторување на минатогодишниот успех или барем да се обидат да се пласираат на завршниот Final Four турнир? Па од самото започнување до сега одработивме некаде околу 20 на часа. Навистина играчите имаат повторно голема желба да се повтори еден од минатогодишните резултати, како и изминатите 2 години, така и сега. Значи желни се за работа, за докажување, уверени се во квалитетот кој што го поседуваат, сега оној дефицит играчки кој што го имаме, со оваа позитивна атмосфера која што владее во текот на подготовките, ќе се обидеме, значи, да ја неутрализираме таа работа. Сите се спремни, најдобро се што немаме повредени играчи, онаа повреда што Јовица Симовски ја влечеше во последниве 15 на дена е ставена под контрола, така да се надевам дека во овој состав кој што сме сега и ќе ги завршиме овие настапи во нашата Европска лига. Ќе недостигаат неколку познати имиња, неколку искусни одбојкари кои што досега носеа сериозно важни поени за нашата репрезентација. Може ли лесно, постои ли лесна можност да се анулира нивното отсуство, да се надополни нивното отсуство со овие неколкумина млади одбојкари кои што и реално немаат интернационално искуство или учество на големи турнири? Па мора да признам дека навистина е голем проблем. Со самото откажување на овие неколку репрезентативци кои што всушност беа костурот на нашата репрезентација, доаѓаме во една ситуација кај што немаме можност да бираме.
секако дека вклучувањето на млади репрезентативци добро ќе дојде за освежување на нашата репрезентација, меѓутоа да бидам искрен, ја немаме онаа можност што ги има да кажеме другиве спортови каде што селекторот има еден долг список на репрезентативци на кои што во секој момент мора да рачуна. Она што сега не очекува тука е добро да се спремиме и оние репрезентативци кои што минатите 2 години го сносија целиот терет од европските лиги, мора истото да го направат со тоа што ќе мора да се искомпензира оној недостаток, односно да преземат малку поголема одговорност истите. Ќе биде тешко, ќе биде дефинитивно тешко и во изминатите 2 години правевме некои рокади во играта, значи преименување од една на друга позиција, промена на улогите на репрезентативците, така што дојдовме во една ситуација каде што секоја импровизација понатаму би можела да не кошта многу. Меѓутоа што е тука? Значи не се откажуваме, она што ни е зацртано е да повторно одиграме најдобро што можеме и се потрудиме да го повториме еден од успесите кои што ги имавме изминатите 2 години. Ќе биде потешко можеби од минатите 2 години, меѓутоа желбата за докажување мислам дека се уште нашите репрезентативци ја имаат и мислам дека ќе смогнат сили во едно добро издание да се покажеме и во годинашната Евролига. Турнир во Бугарија, турнир во Скопје, надпревари кои што значат, против кого ја бараме реалната шанса. Знаеме дека Бугарија е апсолутен фаворит во нашата група со оглед на квалитетот играчите со кои што располага. Така, исто како минатата година, така и оваа, директен патник од нашата група ќе биде Бугарија. Минатата година директен патник беше репрезентацијата на Полска. Ќе ни бидат вложување на човечки напори, ако се земе во предвид дека токму репрезентацијата на Бугарија ќе биде репрезентација која што ќе се најде на самата завршница. Значи потребно ќе ни биде освојување на првото место, што реално можеби е многу тешко, меѓутоа не е неостварливо. Како фаворит во нашата група дефинитивно е Бугарија. Со репрезентацијата на Данска имаме едно, може да кажам, позитивно искуство, меѓутоа тоа беше репрезентација која што ни изнамачи во изминатите 2 години и во минатогодишната Евролига 2015-та, таа ни нанесе и единствениот пораз на домашен терен, додека репрезентацијата на Албанија исто си бара своја шанса преку таа реорганизација која што имаше во нивните редови, во нивната федерација, враќањето на тие поискусни стари репрезентативци. Мислам дека сите од овие репрезентации реално може да се бројат од кандидатите за освојување на едно од првите 2 места кои што водат понатаму. Не треба ништо да не обесхрабрува, можеби нас ќе не стават да бидеме и фаворити главни, според она што успеавме да го направиме во изминатите 2 години, меѓутоа тоа воопшто нема да не оптеретува. Всушност оваа Евролига представува и како еден вид на подготовка за тоа што македонската одбојкарска репрезентација ја очекува понатаму, поточно квалификациите за Европрвенство 2017 година. До сега од списокот на пријавени играчи, од сите репрезентации, може да кажам дека сите репрезентации ќе бидат комплетни. Конкретно за репрезентацијата на Бугарија, таму ќе настапат за нивната репрезентација проверени, искусни репрезентативци кои што својата кариера ја градат надвор од странство. Дел од нив настапуваат во Турција, дел во Италија. Исто така репрезентацијата на Данска е една репрезентација која што веќе има 2 циклуси поврзана, тие пред 4 години. Има смена на генерации, што значи дека она што очекуваат во овој момент е токму резултат во Европската лига, затоа што после 2 циклуси конечно и тие чекаат на еден голем резултат и настан. И предмалку, како што кажав, албанската репрезентација има доста искусни играчи кои што настапуваат во грчкото првенство, кои што настапуваат во Турција, така да во овој период ќе успееме добро да се подготвиме, да играме неколку контролни надпревари и да на некој начин спремни ја дочекаме и оваа Евролига. Контролните надпревари и во минатото беа проблем со одбојкарската репрезентација. Во минатата сезона видовме што ни се случи во првите 2 кола, потоа нашата селекција би рекол го фати правилниот пат и затоа стигнавте до позицијата која што ја израдува целата македонска јавност. Во оваа сезона
се уште немате закажано во рамките на подготовките пријателски надпревари, а ве очекува турнир во Скопје. Колку резултатите од турнирот во Скопје може да се покажат како пресудни, ако земеме во предпоставка дека во Бугарија ќе поминете како што планирате? Па добро. Сите репрезентации кои што настапуваат во нашата група, подготовките ги започна пред нас, на почетокот на месец мај. Во овие моменти, кога ние се комплетираме, тие во моментов веќе настапуваат на одредени турнири, каде што веќе ја тестираат својата форма преку контролни надпревари. Минатата година имавме многу лошо искуство и сами знаете дека ја отворивме Евролигата во Естонија со 2 порази. Претходно, за жалете, не успеавме да закажеме некои контролни надпревари кои што многу влијаја за тој почеток. Како одминуваше тогаш времето, така нашата форма го добиваше оној вистински лик, за да на крајот успеавме всушност и таа репрезентација која што на почетокот не порази 2 пати, репрезентацијата на Естонија, да елиминираме во полуфиналето од Европската лига. Се надевам дека овој период, после враќањето во Скопје, дека ќе имаме некои контролни надпревари, дека Канцеларијата на Одбојкарската федерација на Македонија ќе успее да обезбеди некој контролни надпревар кој што е од многу големо значење, затоа што само преку контролни надпревари може да се види реалната слика на репрезентацијата и формата. Всушност и преку тие контролни надпревари доаѓа до градење на таа форма. Очекуваме позитивен одговор, очекуваме некој пријателски надпревар и очекуваме спремни да очекаме тој прв турнир кој што ќе биде од многу големо значење. Ќе се обидеме да се представиме во најдобро светло, да освоиме колку е можно повеќе поени на тој прв турнир. Се земе преди дека вториот турнир го играме во Македонија, во Скопје, во спортскиот центар Борис Трајковски. Ќе се обидеме на домашен терен да го надградиме она што ќе биде започнато во Бугарија. Секако дека секој бод ќе биде од големо значење, а предноста на домашен терен се надевам дека ќе искористиме максимално. И дека ќе има публика која што ќе бодри нашата репрезентација за дополнителен мотив и успех на овој турнир. Евроквалификациите се по Европската лига. Дел од одбојкарите кои што рекоа дека се повлекуваат од репрезентацијата, кажа и дека тоа го прават само за кратко. Ќе го прескокнат овој пат и игра во Европската лига и сепак постои реална можност да ги гледаме повторно во националниот дрес во евроквалификациите, а зашто да не и на европското првенство. Колку резултатот од Европската лига може да ги убеди да се вратат во националниот дрес или нешто друго треба да се случи за да го видиме костурот на едно место? Па добро, во моментов сме во една пат позиција, каде што дел од репрезентативците се откажа, може би се вратиле, тоа е нивна одлука, значи не би сакал да не влегувам во нивните одлуки, она што беше од моја страна, уредно беа сите повикани, а нивната одлука каде ќе настапат, дали во Евролигата или во квалификациите, сами ја донесуваат. Представува проблем доколку не се земе, доколку не се партиципира во Европската лига, која што како што пред малку напоменав, всушност ќе биде филтер за она што после тоа следува, ќе биде многу тешко да се компонираат повторно сите работи за еден краток подготвителен период кој што ќе следи пред одигрување на тие квалификации. Сите знаеме дека колку репрезентацијата и повеќе заедно, толку е покомпактна, тоа го докажавме нели во изминатите 2 години, каде што имавме еден континуитет на одигрување на многу официјални надпревари во Евролигата и всушност тоа ниво го задржавме во сите тие 2 години. Со отсуството на дел од нив ќе има мое мислење дека ќе има една осцилација која што не би била добра, мислам, за крајниот исход. Меѓутоа што е тука е. Ќе видиме, како што кажав, ова е година на подмладување на оваа репрезентација, можеби ќе падне одлука токму и тие квалификации да се одиграат со еден подмладен состав. Подмладен состав кој што во некоја блиска иднина би направил еден поголем резултат, односно резултат кој што долго време сите го очекуваме, а тоа е пласман на македонската одбојкарска репрезентација на едно европско првенство. Имате промена во стручниот тим, помошници, скаути, техничко раководство, од делот кој што треба да ти помогне за полесно да се преброди оваа криза во која што се наоѓа одбојкарската репрезентација. Би прашал дали имате и техничка поддршка за поправка на клими и дали очекувате повторно со автобус да патувате на турнирите?
Што се однесува до стручниот штаб, како помошник нели го имам Виктор Зафиров. За скаут во моментов немаме се уште никаква информација, ако се земе во предвид дека Џоле Пејич е дел од стручниот штаб на српската одбојкарска репрезентација. Се надевам дека ќе се изнајдете решение, затоа што скаутингот во модерната одбојка мора да биде присутен. Очекувам во следниве неколку дена после враќањето во Скопје да се назначи скаут на репрезентацијата, затоа што во следните 2 недели имаме навистина многу работа, каде што ќе треба да се изанализираат 3 надпревари, мислам 3 репрезентации со повеќе надпревари. Времето е кратко и се надевам дека ќе го обезбедиме скаутот. Што се однесува до сите други активности, поучени од она што се случуваше изминатите години, се надевам дека ќе ги избегнеме сите други проблеми. Имаме краток период, меѓутоа период во кој што треба многу да се сработи, за да не се повторат некои грешки кои што беа во минатото. Атмосферата е одлична. Со она што тројца играчи не напуштија од ланската, да кажем, не стартна постава, меѓутоа од 12-те, сега има некои нови, да ги наречам, некои нови деца, некои нови клинци. И атмосферата е одлична. Баш вчера го одработивме и првите 2 тренинга. Првиот тренинг со топка навечер, атмосферата беше одлична, битно физичката кондиција на едно завидно ниво и мислам дека сите замисли кои селекторот ги има ќе успееме да ги спроведеме во дело. Колку може да се очекува повторување на второто место од лани? Тоа е тешко прашање. Тоа е многу тешко прашање, бидејќи по се изгледа пак ќе бидеме без пријателски утакмици. Моментално имаме една прва постава која што се уште не сме почнале да одиграме. Меѓутоа втората постава не ни е толку јака како минатата година, така да и на тренинг ќе бидеме малку хендикепирани со одигрување на тие тренинг утакмици и тоа. Меѓутоа ќе се бориме, мораме да ја дигнеме атмосферата, мораме физички добро да се спремиме, бидејќи сега баш рачунав тоа се 8 дена, 6 утакмици. Така некако му доаѓа, почнуваме петок, сабота, недела, со прво Албанија, Данска, па Бугарија и онда играме четврток, петок, сабота овде. Кај што имаме плюс пат, кој што сигурно ќе биде со автобус до Варна, кој што е 10 сати. Така да мораме физички добро да се спремиме, ментално да бидеме добро спремни и да ја наречам така имаме олеснителна околност бидејќи играме во полесна група, за разлика од другата група кај што се Естонија, Австрија и Белорусија. Меѓутоа нема, кој што слушнав вчера од Жаре, Албанија почнала од 3 мај, овие како се вика данците се почнати исто од почеток на мај, така да ние малку каснеме, меѓутоа тоа ќе мора да го надокнадиме на теренот. Што треба да направи македонската одбојкарска репрезентација за да ги привлече навивачите да ја бодерат на трибини? Па не знам, да ти кажа. Ајде прво да победиме. Ја не знам, ја се надевам дека ќе има директен пренос од Бугарија и се надевам дека таму ќе успееме да направиме добар резултат. Отвараме со Албанија, се надевам на победа. Данска е таа иста досадна репрезентација која што се надевам ќе ја победиме и после да играме со Бугарија и онда да заверуваме тоа Final Four, да го заверуваме во Скопје. Тогаш се надевам дека ќе успееме со некоја пропаганда, со некои социјални мрежи да ги повикаме да дојдат уште поголем број. Бидејќи сега датата не е баш јули и одмори, се 16 до 18 јуни пред концертот на Ерике Иглезијас, така да се надевам дека луѓе ќе дојдат у Скопје, нас да не гледат и да се спојат со Енрике. Па мислам дека не само што треба да го повториме успехот од минатата сезона, дека треба и да направиме чекор понапред, тоест да ја освоиме Европската лига оваа година. Мислам дека имаме доволно искуство собрано во минатите 2 надпреварувања во Европската лига, знаеме точно како треба и што треба да направиме, знаеме да се темпираме формата и да стигнеме во најдобра форма, надпреварувачка форма, точно на Final Four што ќе се одржи во Варна. Дел од стандардните од минатата сезона не се повеќе во селекцијата на Македонија, барем не го одобрија повикот на селекторот Ристовски, не се дел од репрезентацијата. Колку тоа може да влие по резултатите? Па секако дека е хендикеп кога ќе изгубиш некој играч, поготово што толку долго настапувале со нас. Меѓутоа, како што сум кажал и порано,
треба да се почитува нивната одлука, сигурно знаат што е најдобро за нив и дека ако одлучиле дека не треба да играат, дека тоа треба сите да го прифатиме. Знаеме дека се со нас цело време ни даваат поддршка преку телефонски повици, преку пораки. Меѓутоа, како што кажав, ако они се одлучили и знаат што е најдобро за нив, дека јас немам никаков проблем со тоа, доколку некој сака да се пензионира или да се одмори или поради некои други причини не сака да настапува за нашата репрезентација. Свесни сте за притисокот кој што ве очекува пред се вас поискусните, конкретно од вас, од капитенот, од првиот техничар. Вие треба да ја носите оваа репрезентација, барем тоа се очекувањата на јавноста, но и на делот оние кои што ја познаваат од двојката. Па видите, ние сме професионалци, така и по нашите клубови, како што знаете, како што спомнавте, Никола Ѓорѓиев капитенот е носител на неговата игра во неговиот клуб, јас во мојот. Техничарите се исто така носители во нивните екипи, така да мислам дека сме професионалци, дека на тоа ќе одговориме без никаков проблем. Секојдневно се соочуваме со таков вид на притисок и не гледам ништо дополнително што би ни отежнало таа обврска да ја завршиме. Ти посакувам многу среќа во Бугарија пред се, а потоа и во Скопје за крај. Колку победи очекувате вкупно? Па во групите мислам дека 4 победи би ни биле доволно да се пласираме на Final Four, што ни не е некој императив се дали би завршиле прво или второ место, тоа не е ни толку битно. Мислам дека најдобро би било да влеземе во потребната форма токму за Final Four. Екипата е доста подмладена. Тоа се случува во секоја репрезентација да дојдат нови генерации, нови момци. Ние постарите и веќе ги поддржуваме и ќе направиме све за што побрзо они да влезат во тој штос, да се осеќаат како во своите клубови, без разлика што се прв пат во репрезентацијата. Нормално дека тоа може да придонесе за некој послаб резултат, бидејќи и тренинзите ќе бидат со понизок квалитет. Меѓутоа годинава групата што имаме е многу полесна од лани и системот на надпреварување е поразличен и во првиот турнир очекувам да издвоиме, да извојуваме максимум, што е многу битно. Мислам дека све ќе одлучува во првиот турнир, ако вториот турнир го играме дома на домашен терен. За жал, може би се уште не се знае, ќе немаме пријателски утакмици да се спремиме доволно за тој прв турнир. Нели како и лани лошо почнавме во Естонија поради недостаток на пријателски утакмици. Па завршивме добро кога влеговме во таа најдобра надпреварувачка форма. Ве очекува сериозен турнир во Бугарија. Колку и од која репрезентација можеме да очекуваме поволен резултат? Албанија е тука некаде со квалитетот, барем според селекторот Жарко Ристовски, а Бугарија е дефинитивно најголем фаворит за првото место а веќе има обезбедено пласман на завршниот турнир. Па не можам да кажам сега, ако кажал селекторот така дека ни е страф од Албанија. Албанија до сега кај сме играле со нив сме ги победувале, поквалитетни сме од нив секако, немаат ни лига за да имаат некоја квалитетна репрезентација. Можам да кажам дека фаворит се бугарите зашто играат и на домашен терен. Меѓутоа бугарите нема да бидат со тој прв состав што се надпреварува во светската лига и по европски и по светски првенства. Ќе бидат со некој втори или трет состав. Значајни ни се пријателските утакмици, меѓутоа составот на репрезентацијата на првите 6 е истиот што минатата година го освои второто место во Европската лига. Година дена е помината, треба да се уиграваме, немаме многу време. Може да представува проблем на првиот турнир. Меѓутоа не можам да кажам дека нема да ги победиме Данска и Албанија. Почитувани, тука некаде го затвораме ова издание на отвореното студио на телевизија Нова, посветено на спортот. Ви благодарам за вниманието со кое што не проследивте. Секако ве поканувам и натаму да останете на нашата програма. Од мене пријатно.